Добар ден. Вие сте со најновото издание на Урбани вести на Прва Скопска. Голема акција за чистење ќе се случува в сабота во Скопје. Ова е дел од настаните кои го одбележаа денешниот ден. Останатите наслови ќе ги видите од генералната најава. Скопје е пренаселено, а се уште се гради. Сабота масовна акција за чистење во сите скопски општини. Внимавајте кога купувате пластика, може да биде опасна по здравјето. Голем попуст и дополнителни автобуски линии за новото руво на саемот на книга. Откако неконтролираното градежништво ги уништи Киселавода, аеродром, Дебармало и Карпош, сега се шири кон скопската периферија. Во населените места во општина Илинден веќе се градат згради кои експресно се населуваат, а градоначалникот Шилегов најавува проект со кој Скопје ќе го растирети од нови градби. Именно со возможување на ефикасни сообраќајни решенија до северозападниот дел од Скопје се очекува и населените места Волково и Бардовци да се промовираат кај новите жители на Скопје. Сите патишта водат кон Скопје. Се повеќе жители од другите градови во Македонија одлучуваат да се преселат во главниот град. Скопје постојано се шири, секојдневно никнуваат нови градби. Градот одамна е пренаселен и според некои податоци, во моментов има 30 до 40% повеќе жители од она што го дозволуваат економските и еколошките стандарди. Главниот проблем е во тоа што се уште не се напушта политиката, се да биде сконцентрирана во централното градско подрачје. Најголемиот проблем надлежните го лоцираат во немањето на централна експертска институција, која ќе одлучува што, каде и колку се гради. Како резултат на тоа, некои делови од Скопје, како Дебармало, Киселавода и аеродром, стануваат неподносливи и опасни за живење. Генералниот урбанистички план на Скопје е донесен во 1965 година, каде што јужната страна од градот, односно водно и деловите подводно, се најубаво опфатени и најпосакувани за живење. За сметка на густата населеност на јужната страна, северната страна од Скопје е занемарена и недоволно инфраструктурно развиена. Градоначалникот Петре Шилегов во една прилика изјави дека чувствува обврска да го отвори просторот за развој на градот. За таа цел, во тек е постапка за изградба на мостови преку Вардар, едниот кај Керамидница, другиот кај Сити Мол, кој ќе ги поврзе Злокуќани и Волкова. Булеварот Словенија ќе се продолжи повторно до Волкова, со што очекувањата на Шилегов се дека северозападниот дел од Скопје ќе стане атрактивен за населување на нови жители. Источниот дел од Скопје, населбите во општина Илинден, веќе интензивно се градат со нови станбени објекти, кои експресно ги населуваат нови жители, најчесто од внатрешноста на Македонија. Таков е примерот и со Андријана од Кавадарци, која вели дека заедно со незиниот сопруг го избрале Скопје поради можноста која ја нуди за градење на кариера и професионален успех. Веруваме дека и останатите нови жители на Скопје од слични мотиви ги напуштаат родните градови и се селат во метрополата, за која Шилего верува дека за неколку години ќе достигне број од 800.000 жители и додека чекаме градот Скопје да ги реализира решенијата за ослободување на Скопје од урбаниот хаос кој му се случува. Останува да се снаоѓаме, како што знаеме, со последиците кои ги носи густата населеност, како што се сообраќајниот метеж и аерозагадувањето. В сабота на 5 мај сите општини да се приклучат на масовната акција за чистење. Овој повик го упати председателот на ЗЕЛС Петре Шилегов, кој ги повика и граѓаните доброволно да се приклучат на оваа голема акција. Акцентот ќе биде ставен на дивите депонии кои досега се над 200, комуналниот отпад, улиците и парковите. Градот Скопје и останатите општини во земјава својата заложба за почиста и поздрава животна средина за сите ја поместуваат меѓу најважните приоритети во нивното действување. Ги повикувам општините да организираат конкретни акции во локалните заедници, да ги информираат граѓаните за акциите и да овозможат учество на сите заинтересирани. Граѓаните се јасни и сериозни во своите барања, а ние одговорно го слушаме и го разбираме крикот за чиста животна средина. Придонесот на секој граѓанин ни е важен. Затоа ги повикуваме и граѓаните доброволно да се вклучат во акциите во сопствените општини. Чистата животна средина, секое средено катче од нашата општина или од вашата општина, заедно со граѓаните нека ни бидат основен мотив за успех на оваа акција. Ајде заедно да го разубавиме нашиот роден крај, местото каде што живееме, работиме, учиме,
местото каде што го поминуваме најголемиот дел од нашите животи. Безициравме повеќе од 200 депонии на територија на градот Скопје и општина по општина комуналните предпријатија во соработка со општинските администрации и потенцијалот кој што го имаат општините. Во Газибава сме веќе како првична општина некаде при крај, ги дислоцираме, односно ги чистиме дивите депонии, така што тоа е по суштина она што очекуваме. И Скопје и Македонија за жал не задоволуваат во смисол на чиста животна средина и во делот на комуналниот отпад и во делот на расчистување на улиците, животниот простор на нашите граѓани и нашата концентрација во оваа пролет меѓу другото ќе биде всушност и расчистување и чистење на тие места. Пластиката е најконзумиран производ во светот. На дното на секоја пластична амбалажа е втиснат триаголник со бројка во средината. Но дали сте се запрашале што означуваат броевите или символите на пластичните шишиња или на пакувањата на прехранбените продукти, кои при секое купување би требало да ги погледнеме? Во последните 50 години се промени начинот на живот, а пластиката речиси ја преплави планетата. Краткорочно гледано, пластиката го унапреди нашиот животен стандард, па дури и ги олесни нашите животи, но долгорочно гледано таа е голема закана за здравието. Според некои податоци, околу 2 милиона пластични шишиња се купуваат на секој 5 минути во светот. Ова покажува дека пластиката е несомнено најконзумиран производ во светот. На дното на секоја пластична амбалажа е втиснат триаголник со бројка во средината. Но дали сте се запрашале што означуваат бројките или символите на пластичните шишиња или на пакувањата на прехранбените продукти? Символот е број кој се рангира од 1 до 7 во рамки на триаголник. Овие бројки покажуваат многу информации кои се важни да ги знаеме во врска со токсичните хемикалии кои се користат во пластиката. Колкава е веројатноста на пластиката да биде филтрирана? Слагена Стаменкова од Сдруженијето на граѓани за заштита на животната средина Екозвон вели дека 7 типови кои ги ставаат производителите на пластичните маси при секое купување би требало да ги погледнеме, но тоа многу ретко го правиме. Тие ознаки се од 7 видови и означуваат едноставно колку во себе содржи тие отровни материи, кои што потоа при неадекватна употреба се разложуваат, а кои што можат штетно да влијаат на нас, односно на нашиот првенствено хормонален систем, имуниот систем, па дури и да предизвикаат канцерогени заболувања. Затоа во повеќе земји од Европската унија и од светот, например, најповеќе ќе кажам за флашичките од бебињата се веќе забранети за употреба и детските пластични играчки. Кога се произведува една пластика, потребно е 5 секунди. За користење 5 минути, а се разлага 500 до 1000 години. А можеме насекаде околу нас да забележиме колку пластика имаме. Стаменкова додава дека пластиката со броевите 3, 6 и 7 се најопасни и треба да се избегнуваат, додека символите 2, 4 и 5 се смета дека ова е најбезбедна пластика. Во безбедната пластика спаѓаат и корпите за отпадоци кои се користат во домовите. Најсигурни пластики се од 2, 4 и 5. Од 2 се кантите за отпад што се. И тие би требало да се од тој тип на добра пластика, затоа што секојдневно фрламе отпадоци во нив. Замислете, ние фрламе отпадоци од било кој тип и ако уште самата пластика во која што фрламе биде штетна и отровна за човекот, значи ние имаме двојна штета во нашите домови. А сигурно не сме без само со една канта за отпадоци, сигурно имаме 2-3. Јас тука би потенцирала дека постојат граѓани, постојат фамилии кои што го селектираат отпадот. Тоа е најважниот дел за пластиката, да го селектираме и потоа така селектиран да се собере и нормално да се дистрибуира до определени организации, односно агенции кои што би вршиле рециклирање.
Стаменкова потенцира дека во нашата земја постојат неколку фабрики за рециклирање на пластика. Првата што доби дозвола е Пакомак, а потоа и Гринтекс. Но сепак еколошката свест на граѓаните треба да се покрене на повисоко ниво, бидејќи во овој момент е на многу ниско ниво за да се селектира дома. 30-то јубилејно издание на Саемот на книга се отвори од денеска и ќе трае до 9 мај. Оваа година за прв пат во вип-арената Борис Трајковски. На годинашниот саем учествуваат околу 70 на издавачки куќи, но колку ќе бидат задоволни излагачите и посетителите на Саемот од новото руво и новата локација, останува да видиме на крајот од Саемот. Околу 70 на издавачки куќи од Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија се дел од јубилејното 30-то издание на Саемот на книга кој започна денеска и годинава за прв пат во вип-арената Борис Трајковски и ќе трае до 9 мај. Сите што ќе го посетат Саемот на книга ќе може да ги проследат промоциите кои ги организираат издавачките куќи на своите штандови, да ги видат сите нови наслови, но и да набават книги со големи саемски попусти до 70%. Покрај изложбено продажниот дел, предвиден е посебен простор, така наречен промотивен центар, каде ќе се одвиваат настаните. Редовно застапени на Саемот на книгата и со позитивно искуство се издавачката куќа Антолог, кои што се задоволни од посетеноста на саемите на книга и од големата бројка љубители на книги, како и од тоа колку родителите ги мотивираат децата. Оттаму вела дека преводите се секогаш поактуелни, но во последните години расте трендот и на македонските автори, особено од помладата генерација. Кристина Велевска од Антолог вели дека нив ги препознаваат по жанровската разноликост, а за овој саем во понудата имаат 100 нови наслови од сите жанрови. Генерално се бараат трилери, се бара научна фантастика, се бараат мотивацијски, психолошки книги, класика исто секогаш, љубовни книги. На овој саем на книга имаме речиси 100 нови наслови во однос на претходниот саем од сите жанровски категории. Ана Бучевик е авторка која што ја објавивме во претходниот период и која што навистина има своја публика во Македонија. Овде веќе ги имаме како опција и пакетите книги од неа по намалена цена. Ја имаме биографијата на Лав Толстој, за која што исто така има многу голем интерес, тоа е една култна книга. Потоа имаме доста голем избор на скандинавски трилери, книгите за деца веќе ги споменав. За подобар пристап до саемот на барање на Скопски саем, ЈСП воведе 2 нови автобуски линии од различни краеви на Скопје, со број 100/1 и 200/1, кои ќе возат до вип-арената Борис Трајковски, а влезот за сите групни организирани посети на ученици ќе биде бесплатен. Работното време на саемот е од 10 до 20 часот, а цената за редовната влезница изнесува 30 денари. Здруженијето за хумано-општествен развој проект Среќа ќе донира бесплатна спортска опрема и бесплатни чланарини за спортски клубови за деца кои живеат во социјален ризик. Од денес официјално стартува проектот Здраво шампиони, со кој Здруженијето за хумано-општествен развој проект Среќа ќе донира бесплатна спортска опрема и бесплатни чланарини за спортски клубови за деца кои живеат во социјален ризик. Проектот е наменет за сите деца од 7 до 18 години, кои сакаат аматирски или професионално да се занимаваат со спорт. Пријавувањето се врши преку училиштата, спортските клубови, на Facebook страницата на Проект Среќа и на адресата zdravoshampioni@gmail.com. На сите пријавени деца ќе им биде обезбедена комплетна спортска опрема од патики до ранец, рече основачот и председател на Проект Среќа Кристина Арнаудова. Во 2017 година Здруженијето реализирало 6 успешни проекти во кои се вклучиле 150 компании, а им помогнале на околу 2000 деца. Со проектот И јас сум Дедо Мраз, другата година Здруженијето планира да конкурира за Гинис. Лани учество земале околу 3000 волонтери, за да донесат насмевка на околу 700 деца. Председателката на Проект Среќа Кристина Арнаудова го најави следниот проект за деца, школа за музика и уметности, кој ќе се реализира со помош на компанијата Armor Plus. Здруженијето паралелно работи и на акцијата Среќно матуранти, со која обезбедува комплетен стајлинг, облека, фризура и шминка за матуранти и апсолвенти, чии семејства тоа не можат да си го дозволат. Општина Киселавода започна со редовните акции за чистење на одводните канали.
Вакви акции се одвиваат во летниот и почетокот на есенскиот период, а по потреба и почесто. Општина Киселавода почна со акција за чистење на одводните канали на територијата на општината. Ангажираните работници од утринава работат на расчистување на Мала Рада, од натолажената тиња и од отпадот фрлен од несовесните граѓани. Се чисти простор од мостот на Партизански пат, па се до пречистителната станица во Студеничани. Во текот на акцијата ќе биде опфатено и чистење на црниот канал од улицата Малишевска до спојот со каналот на Мала Рада во подстаница, наведуваат од општината. Акциите за чистење на одводните канали се дел од редовните активности на општина Киселавода и се одвиваат во летниот и почетокот на есенскиот период, а по потреба и почесто. Општината уште еднаш апелира до сите граѓани за совесно однесување и почитување на законот за јавна чистота. Фрлањето на отпад во одводните канали прави штета пред се на жителите на општината и на нивното секојдневно живење. Општина Центар ја завршува реконструкцијата на крак на улицата Питогули. Поставени се 560 метри нови равници, нови тротоари и 2100 метри квадратни нов асфалт во 2 слоја. Општина Центар ја завршува реконструкцијата на крак од улицата Питогули на Водно. Со ова ќе се реши долгогодишниот проблем со површинските води што се сливаат од падината на Водно. Сега водите се пренасочуваат и нема да се создаваат вирови и подкопување и пропаѓање на асфалтот. Со поставениот нов асфалт ќе се намали и лизгањето во зимскиот период кога има снежни наноси, информира Општина Центар. Поставени се и 560 метри нови равници, нови тротоари и 2100 метри квадратни нов асфалт во 2 слоја. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре неколку скопски општини ќе останат без електрична енергија. Жителите од скопското село Бродец и дел од корисниците од улиците Ѓурчин Кокале, Македонска природба и Борис Сарафов во општина Ѓорче Петров утре ќе бидат без електрична енергија од 9 до 12 часот. Во периодот од 8:30 до 11 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од булеварот Партизански одреди, зграда број 39, а од 9 до 13 часот корисниците од улицата Лазар Димитров и куќите на потегот меѓу улицата и пругата во општина Киселавода. Без струја од 9 до 13 часот ќе бидат и жителите од скопските села Јаболци, Нова Брезница, Патешка река, Држилово, Црн врв, Малчиште, Елово, Осинчани, со сите стопански и нестопански објекти на тој потек, каменоломите на Рудопроект Беровиќ, цементара Титан, хидроцентралата Патешка река. Во истиот период без струја ќе бидат и жителите од селата Долно Соње, Горно Соње, Говрлево, Ракутинци, Маркова Сушица, Чифлик и Света Петка, со сите стопански и нестопански објекти на тој потек. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекинете се поради планирани инвестиции во електросистемот. Во Скопје денеска имавме облачно време со локални врнежи од дожд и температури до 25 степени. За утре метеоролозите најавуваат врнежи од дожд со грмотевици и температура до 27 степени. Во сабота температурата ќе се движи од 13 до 23, а во недела од 9 до 25 степени. Во понеделник имаме време со температура од 11 до 26 степени. Временската прогноза беше последната информација која што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.